Добар ден, Македонијо! Добар ден, ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија! Добар ден за пратеници, министри, за градоначалникот, за советниците, за тимот Македонија! Добар ден за сите присутни! Велес е град што дал многу херои, дал многу големи луѓе за Македонија. Чест ми е да сум со потомците на тие големи луѓе. Но кога доаѓам во Велес се присетувам и на еден голем велешанец, жив сведок на двата Илиндени, големиот Панко Брашнаров. Е тој Панко Брашнаров го отвори заседанието на АСНОМ пред 70 години. Кога го слушаме неговиот говор, се уште трепериме и ден денес. Ево тој говор, тој кажа: животворниот извор на слободата не секна, Македонија ја поделија, робствата се сменија, но борбата на македонскиот народ не престана. Денес таа борба е за создавање на економски успешна Македонија. Денес таа борба е за отварање на нови работни места, за да можат сите граѓани да го почувствуваат благодетот од животот во Македонија, да можат да ја планират својата иднина и иднината на своите деца. Почитувани граѓани на Велес, пред 5 години од ова исто место ви кажав, ме воделе во животот 3 принципи: да бидам чесен, да бидам искрен, да бидам вреден. Денес, после 5 години, ви кажувам дека сум оние истиот кој беше и пред 5 години пред вас. И вети дека ќе работи честно, искрено и вредно за Македонија. И затоа дадов отчет на програмата што беше изложена пред 5 години. Се што беше во таа програма се е реализирано. За овие 5 години имав 450 средби со странски државници, председатели на држави, премиери, министри. Но бев и домакин на 40 официјални и работни посети на председатели на други држави на Македонија, на пријателите на Македонија, на поддржувачите на Македонија. Бев навистина во многу светски метрополи, но не заборавив и на мојот народ, на граѓаните на Македонија. Честопати доаѓав и во Велес да ги поддржам иницијативите што ги има градоначалникот, пратениците, да ги поддржам иницијативите на невладините организации за идните поколенија на Велес да живеат во чиста и здрава околина, да имаме здрави поколенија. Соработував и со владата, начело со премиерот Груевски, со министрите. Заедно работевме како тим за Македонија. Како резултат на таа заемна соработка, обезбедивме визна либерализација за македонските граѓани. Добивме 5 позитивни извештаи и 5 препораки за почеток на преговорите за членство во Европската Унија. Обезбедивме многу странски инвестиции, но и отворивме нови пазари за македонските производи, нови можности за македонската економија. И тоа во услови на голема светска криза. Покажавме дека знаеме да ги реализираме целите и како да ги остваруваме проектите што сме ги зацртале. Знаеме затоа што да направиме и во периодот кој ни предстои. Затоа денес сум повторно меѓу вас, со чист образ, повторно да ја барам довербата од вас за следните 5 години, повторно да бидам председател на Република Македонија. Почитувани сограѓани, во овие 5 години
потрошив многу енергија, многу време за предизвикот со кој се соочува Македонија од првиот ден на својата независност. Едно наметнато прашање за разликата околу нашето име. Јужниот сосед веќе 2 децении не уценува и бара од нас да се откажеме од сопствениот идентитет. Како председател, нити сум прифатил, ниту мислам да прифатам промена на Уставот на Република Македонија. Да прифатам да се промени уставното име на Република Македонија. Нема ни да прифатам идеи или предлози што би го загрозиле македонскиот национален идентитет, посебноста на македонската нација, македонскиот јазик, но и македонскиот модел на соживот. Македонските граѓани се оние кои сами одлучуваат за своите клучни национални прашања, како што тоа го правеле многу славни велешани во минатото, но го прават и сега. Затоа Велес е победнички град. Затоа Велес победува. Затоа никој, освен македонските граѓани, нема право да одлучува за името на нашата татковина. Никој, освен македонските граѓани, нема право да одлучува за иднината на Македонија. Ќе продолжиме со реформите дома, но ќе продолжиме и со политиката на отвореност кон сите, на диалог, соработка со сите. Македонија ја приближуваме кон Европа, но и Европа ја градиме во Македонија. Со конкретни проекти, со сите реформи кои се спроведени во секој аспект од нашиот живот во Македонија. Тоа се и проекти кои произлегуваат од сите ваши потреби. Се среќав со многу државници за овие 5 години, но не заборав на граѓаните. Мојот кабинет беше отворен за секој што сакаше да оствори средба со мене, да ги пренесе своите искуства, сознанија, идеи, препораки, да знае председателот како живее нашиот народ, нашите граѓани. Преку 5000 граѓани не само што поминаа, туку беа во мојот кабинет, се среќаваа со мене, кажуваа како е животот во Македонија. Секогаш помагав на секој во рамките на моите надлежности. Знаеме со години дека една од најголемите грижи на вас велешани е невработеноста. Многу луѓе кои барајќи работа ја напуштаа Македонија, го напуштаа Велес. Но ова состојба веќе се менува. Работејќи како тим со владата, со министерствата, со сите одговорни субјекти, во Македонија се отворија 120.000 нови работни места. До крајот на годината се очекува да се отварат уште 10.000 нови работни места. И тоа во услови на криза и најголема невработеност во Европа. Напорно работиме да доаѓаат странски инвестиции, да се отвараат нови работни места, да можат луѓето да заработуваат плата, да живеат од својот труд. Тие нови работни места ја раздвижија и нашата економија. Македонија мора да понуди поголеми можности за оние што вредно работат и што се подготвени да го користат својот труд, своите вештини и таленти за да ја обезбедат сегашноста и иднината на своите семејства. Недалеку од тука во Кавадарци е фабриката Дрекстер и Маер од Германија. Тоа е инвестиција од околу 20 милиона евра. Повеќе од 600 велешани, како што кажаа, се вработени во таа фабрика. До крајот на годината се очекува тој број да биде 1000 луѓе од Велес да работат во таа фабрика. Само во една фабрика, која има повеќе од 4000 вработени. Белгиската компанија за производство на автобуси Ван Хол вработува 60 жители од Велес.
Велешани свое вработување најдои во фабриките Johnson Controls, Johnson Мети во индустријската зона Бунарџик. Веќе е потпишан договор со германската компанија Маркарт, која во ново формираната индустријска зона Караслари ќе произведува составни делови за врвни германски брендови на автомобили. Тоа е инвестиција вредна 35 милиона евра и ќе значи вработување за околу 600 лица. Тоа е резултат на тимска работа. Тоа е резултат кога се работи заедно со владата, со министрите, со градоначалникот, со пратениците, со советниците, кога се мисли на своите граѓани. Навистина сме посветени на индустријата, но не го заборавивме и земјоделството. Еден од столбовите на мојата програма е поддршка и унапредување на земјоделието во Македонија. Сакаме Македонија да биде напредна земјоделска земја. Затоа многу е направено во земјоделието. Затоа збореше и министерот за земјоделие. Досега се исплатени повеќе од половина милиарда евра за субвенции во земјоделието. Само во овој регион од 2006 до 2013 година се исплатени околу 1,27 милиарди денари за субвенции во земјоделието. Само во 2013 година и се исплатени 150 милиони денари субвенции за одгледување на тутун, житни растенија и за сточарство во вашиот регион. Инвестирањето ќе продолжи да се отварат многу работни места. Но еден од моите столбови во мојата програма е и образованието. Со долгорочното инвестирање во образованието, Република Македонија ќе стане земја во која секоја година ќе се отварат нови работни места. Токму поради тоа што ќе имаме се повеќе високо образовани луѓе во Македонија. Образование уште од градинка до факултет. Затоа и се реконструират основните училишта Свети Кирил и Методи и Благоја Кирков, но и средното училиште Кочо Рацин во Велес. Техничко-технолошкиот факултет започна да работи во нови простори. Неодамна заедно со градоначалникот бевме да ги посетиме и наставниците и и студентите. Имав можност да се сретнам со студентите на овој факултет и да им одржан предавање на тие студенти. Се во ова е влог во иднината на Велес и на Велешани. Како ја отвараме државата, така ги отваравме и индустријата и земјоделието. И затоа што тие имаат потреба од нова инфраструктура, имаат потреба од нови патишта. Затоа се градат автопати низ Македонија. Се обновуваат старите патишта, се изградуваат нови патишта. Се надградува автопатот Мајка Тереза. Овој автопат е дел од коридорот 8, што сакаме да го споиме со Јадранското-Јонска магистрала. Наскоро ќе се обнови и автопатската делница Катланово-Велес и делницата Велеш-Тип. Ќе се обнови и железничката станица во Велес. Со ова ќе привлечеме нови инвестиции и ќе создадеме услови за нови вработувања во Велес. Имаме конкретни цели, но имаме и конкретни резултати. Највисоката цел е да оствариме раст и развој на економијата во Македонија. Почитувани граѓани, кај да одев, ја промовирав македонската економија, македонските можности. И во следниот мандат ќе продолжам тоа да го правам. Затоа приоритет ќе биде да создаваме држава, да создаваме економија која отвараат нови работни места. Ќе ги потекнуваме максималното искористување на сите европски развојни фондови за оваа цел. Драги Велешани, знаеме каде одиме, знаеме што сакаме. Ве повикувам сите вас, сите граѓани,
со заедничка енергија, побргу да ги оствариме програмските цели кои го обединуваат целото македонско општество. Европа во Македонија, но и Македонија во Европа. Држава и економија кои создаваат нови работни места. Македонија како дом во кој се гради благосостојбата на сите. Знаеме како да го направиме тоа. Докажавме дека со соработка, со заедништво можеме многу да направиме. Пак ќе се видиме и со чист образ повторно ќе се погледнеме во очи. Да се собереме во голем број, повторно на 25 април на завршниот митинг во Победнички Велес. Да си ја почитуваме и сакаме државата, да си ја сакаме Македонија, да го сакаме секој свој дом, затоа што изборот е Македонија. Државата ни е пред се, Македонија ни е пред се.